Денеска православната црква ги празнува Прочка или Великите поклади, светиот великомаченик Теодор Тирон и светата Маријамна. Прочка, велики поклади. Во овој ден твориме спомен на изгонувањето од рајот на првосоздадениот Адам, заради храна како што устроија божествените свети отци, пред самиот почеток на светата Четириесетница. Бидејќи со тоа се покажува дека постот е лекарство полезно за човечката природа, додека лакомството и непослушанието се гнасни. Оставајќи ги безбројните примери на овие пороци во светот, светите отци укажуваат жив пример во првосоздадениот Адам кој претрпе голема штета во неговиот целосен пат, кој донесе штета и за нашата природа. Тој не ја одржа првата заповед за полезниот пост кој што Господ ја даде за човештвото, туку им се покори на желбите на стомакот и на змијата. Преку Ева и не само што не стана Бог, туку ја воведе смртта, донесувајќи погуба за целиот наш род. Заради неумереноста на Адама, нашиот Господ постеше 40 дена и беше послушен. Заради оваа причина, светите апостоли го зачнаа овој сегашен 40-дневен пост, така како што Адам ја загуби нетрулежноста преку неумереност, ние да можеме да ја здобиеме преку воздржание. Она што Адам го погреши и не го достигна, обожението, тоа ние ќе го здобиеме, ридајки и постејки и смирувајки се, додека Бог не посети, бидејќи без тие нешта е невозможно да го примиме она што сме го загубиле. Елици во Христа крести сте ся во Христа облеко сте ся.
Светиот великомаченик Теодор Тирон. Тирон значи регрут. Што туку Свети Теодор беше стапил во војска, во Мармаритскиот полк во градот Амасија започна гонењето на христијаните под царевите Максимијан и Максимин. Со оглед дека тој не сакаше да крие дека е христијанин, го положија на суд и го фрлија во затвор, заклучен и запечатен. Во затворот му се јави самиот Христос велејки му: "Не плаши се, Теодор, јас сум со тебе. Не земај веќе овоземна храна и пијалок, зашто ќе бидеш во другиот живот, вечниот и неминливиот, со мене на небесата." При ова се јавија мнозинство ангели во затворот и сиот затвор заблеска прекрасно, а затворските стражари ги видо ангелите облечени во бело и мошне се уплашија. По ова Свети Теодор беше изведен и осуден на смрт. Го фрлија во оган и му ја предаде својата душа на Севишниот Бог. Пострада во 306 година. Светата Маријамна, сестра на светиот апостол Филип, патуваше со својот брат и заедно го проповеда Евангелието во Ерапол и по други места. По маченичката смрт на Филипа, Маријамна ја продолжи својата мисионерска работа во Ликаонија, каде што и се упокои. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Te